Значи како се договоривме? Каде поминуваме улицата? На пешачки премин. Пред да поминеме на пешачки премин, што треба да правиме? Првачињата од основното училиште Видое Подгорец во Струмица денес научија како да ги препознаваат опасностите и ризикот во сообраќајот. Дечињата ги научија основните правила и прописи во сообраќајот и сообраќајната сигнализација преку денешната едукација, која ја реализираше одсекот за превенција при СВР Струмица во организација со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Безбедноста на децата во сообраќајот е еден од приоритетите на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и токму затоа континуирано реализираме активности со цел едукација на децата за основните правила и прописи во сообраќајот и пред се едукација на децата за препознавање на ризикот и опасностите во сообраќајот. Во оваа прилика сакаме да апелираме до сите родители, до сите надлежни институции да се посвети поголемо внимание на децата во сообраќајот. Безбедноста на децата во сообраќајот е сепак одговорност на возрастните, затоа што детето е само дете. Апелот кој што денес го испраќаме е да ги чуваме децата од повреди и загуби во сообраќајот. Бидете одговорни родители, учите ги децата како безбедно да учествуваат во ова да кажеме сообраќај, мете сообраќај на гужва со кој што секојдневно се соочуваат. Статистичките податоци покажуваат дека годишно во сообраќајни незгоди на ниво на држава околу 10 дечиња го губат животот. Статистичките податоци покажуваат дека годишно на ниво на држава околу 10 дечиња го губат животот во сообраќајни незгоди, а според Светската здравствена организација на светско ниво секој ден 500 деца го губат животот во сообраќајни незгоди. Затоа апелирам да ги учиме децата како да бидат безбедни во сообраќајот. Меѓутоа исто така апелирам и до возрастните да посветуваат поголемо внимание на децата во однос на нивната безбедност. Статистичките податоци исто така покажуваат и дека децата најчесто страдаат како патници во сообраќајни незгоди поради неносење на сигурносни појаси. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелираат да се користат сигурносни појаси, детски седишта заради безбедно патување и учество во сообраќајот.